Ја верувам дека денеска со драго срце ја принивме пораката што имавме и не беше тешка беседа. И добро што сите останавме. Сега, зошто и како, ние си знаеме, значи, сакам да кажам, не отидовме од Христа. Не дај Боже, затоа што преку Христа единствено е спасението. Некој мисля дека има и друг начин, меѓутоа преку Христа единствено можеме да влеземе во рајот, така да се изразиме. Значи, Исус е таа врата. Исус е патот, вистината, животот. Значи, се лажат оние кои што може би мислат дека постои некој друг пат, постои некоја друга вистина, некој друг начин за да се стигне до небесата, до спасението. Токму тоа и ќе не биде темата за вечера, значи, ја насловив како Исус вратата. Па на почеток би отвориле во Битие, 3 глава, 24 стих. Битие, 3 глава, 24. Ова се случува откако Адам и Ева ќе паднат во грев и секако Бог веднаш ќе се погрижи за настанатата ситуација, ќе им го покаже Евангелието, ќе им го покаже патот, меѓутоа сепак морало да ја претрпат и ова последица, морале да бидат протерани од Едемската градина. И овој стих вели: и го истера човекот и насили источно од Едемската градина херовими со пламенен меч, кој се вртеше околу, за да го штитат патот кон дрвото на животот. Значи беше поставени беа херовими на самата порта, значи од Едемската градина, со пламенен меч, за да го штитат патот кон дрвото на животот. Не знам дали се сеќавате, веројатно сте го гледали, предпоставам дека сте го гледале еден од филмовите, мислам дека беа, 3 не повеќе, на Джеймс Дин. Веројатно се сеќавате на глумецот Джеймс Дин. Да, тоа се постари филмови, и тоа еден од неговите филмови ноше наслов Источно од рајот. Значи, го истера човекот источно од Едемската градина. И знаеме дека Едемската градина била тука некаде на земјата, се некаде до пред потопот. И Адам и Ева тука пред самиот влез во рајот, влез во Едемската градина, богослужеле всушност. Му служеле на Бога, му се молеле. Еве што вели, што велат вдохновените списи. Бог ја открил својата слава пред вратата на рајот, што ја чувале херовими. Тука Адам и неговите синови доаѓале да се молат на Бога. Тука богослужеле всушност. Замислете си таа ситуација, тие веќе сватиле, веќе им е јасно што направиле, меѓутоа, ете, сепак требало да ја претрпат таа последица да ги снајде поради сторениот грев, да сте тука пред самата порта, пред самиот влез. И тоа влезот ви забранет. Тоа го направил гревот. Значи, направил одвојување. И сега, кој е тој? Еве зашто Исус е единствениот, преку кој е можно спасение. Кој е тој кој што ќе премости сето тоа? Всушност, ќе направи повторен спој. Да отвориме во Битие 28 глава. Од 10 стих читаме, ова е... не мора сега да читаме, ама ќе прочитаме некои од стиховите. Јаков се наоѓа во Ветил, Јаков ќе заспие, знаете. Јас тук ќе му биде оној камен. И што ќе види во сон, 12 стих, скала стои на земјата, значи подпрена на земјата, едниот крај, а со врвот допира до небото. И Божи ангели се искачуваат и слегуваат по неа. Таму доле вели,
16 стих, Јаков се разбуди од сонот и рече, че го добива на ветување од Бога и вели во 16 стих, навистина Господ се наоѓа на ово место, но јас не знаев. Се уплаши и рече, колко е страшно ово место. Не е друго освен дом Божи, ова е врата небеска. На што мислел врата небеска? И забележал, значи, во сонот скала и по неја нагоре надолу се движат ангелите. Небесните суштества. Че одале кон небото, се враќале кон земјата и оваа скала, што е многу битно, суштествено, допирала до земјата, а другиот крај се до самото небо. Да прочитаме што велат вдахновените списи. Копнежот на вековите, 229 страна од овој новиот превод. Што е? Христос е скалата што Јаков ја видел. Што рекол? Ова е врата небесна. Христос е скалата што Јаков ја видел, чие подножие било на земјата, додека највисокото скалило допира до самата порта на небото, додека до прагот на славата, кога на тие скали би им недостасувало едно скалило за да допрат до земјата, ние би биле загубени. Ово е оној суштествен дел, зошто е битно да се свати кој бил всушност Христос, во каква природа дошол. Какво тело имал? Че Христос се спуштил до самите нас. Ја зел нашата природа, инаку би биле загубени. Таа скала допирала до самата земја. И дога Христос доаѓа до нас таму каде што сме. Тој ја примил на себе нашата природа и победил за и ние, примајќи ја неговата природа, да можеме да победиме. Создаден во облик на грешно тело, тој живеел безгрешен живот. Сега со својата божествена природа се држи за небесниот престол, додека со својата човечка природа досега до нас. Ја ви рекол, не држи нас за раце. Неверојатно. Еве го патот до небото. Еве го влезот во небото. Исус и таа човечка негова природа. Сето оно што тој го направил во таа природа. И не за џабе вели Јован, значи во своето Евангелие, 14 глава, 6 стих, односно самиот Исус, запишени се неговите зборови, неговата изјава, јас сум патот, вистината и живот. Или Дела 4.12, нема друго име под небото, преку кое може да се спасиме. Не е ниту Буда, не е ниту Мухамед. Исус е единствената врата влез во небото. Еве да видиме една група на луѓе, уште после самиот потоп. Значи, од секојаш, некако на некој начин луѓето се обидуваат да си направат некој свој влез, свој пат до небото. Битие 11 глава, значи прва Мојсија 11 глава, од првиот стих, целата земја имаше еден јазик и исти зборови. Ама кога луѓето се преселија од исток, најдоа рамница во Сенарската земја и се населија таму. И се рекоа еден на друг, ајде да направиме плитари, цигли, да ги испечеме во оган. Плитарите им беа место камен, а смолата место кал. И тогаш рекоа, ајде да си изградиме град и кула со врв до небото. Да си спечалиме име, за да не се распрснеме по целата земја. Сосема спротивно од она што Бог го заповедал, да се распрснеме по целата земја, да ја населиме целата земја. Тие во своји обиди, значи овие се тие првите слободни дидари, почнале да градат кула и нивната замисла била да таа кула достигне до самиот врв, значи до небото. Со врвол значи до небото да добре. Очигледен обидот да се стигне до небото, да му се пркоси всушност на Бога со други зборови, како што еден друг
сакал да стигне до небото, односно над небесата, да биде прв. И видите, вели да си спечалиме име, тие работеле за своја слава. Религија направи сам. Секоја религија направи сам, всушност припаѓа во Вавилон. И Нимрод, оној кој што ќе го изгради Вавилон, оставил име Бабил. Не Бабел, Бабел ќе го нарече Бог. Бабил со значење Божја врата. Оној фалсификат на единствената врата која што носи до небото, самиот Исус. Меѓутоа Бог, кога им ги размешал јазиците, всушност го нарекол Бабел или збрка. Интересно е, не е ништо тоа случајно, не е коинциденција, што, знаете, таа недовршена кула, што всушност е олицетворение на човечкото несовршенство. Знаете, 6 е всушност обидот да се стигне до совршенство, човечкиот обид да стигне до совршенство, никако не може. 6, како едно верглање, разбирате. Никако до седмицата, а седмицата е совршенството. И денеска гледаме една таква недовршена вавилонска кула во еден град среде Европа. И тие истите прават, градат систем за своја чест и слава нормално, прекосејќи му на Бога затоа што делуваат сосема спротивно на начелата Божие. Сакајќи на тој начин да се спасат, да стигнат некако до небото. И тоа човекот во своето човечко несовршенство никогаш не може да влезе низ никоја една друга врата, затоа што не постои друга врата, освен преку Христа. Значи, секоја религија направи сам, всушност, е дел од Вавилон. Тоа се човечки обиди. И тоа секојаш завршуваат со неуспех. Овие градители на Вавилон решиле својата заедница да ја сторат единствена и да основат монархија која подосна ќе ја покори сета земја. Ништо поразлично од она што денеска се случува во светот. Така нивниот град би станал престолнина на едно сеопшто светско царство. Или една светска влада. И со својата слава и убавина би го привлекувало вниманието и би предизвикувало воскит кај целиот свет и би представувало гордост за своите славни градители. Сакале да се изградат име со себе, слава и чест. Величествената кула која би допирала до небото, замислено е да остане како споменик на мудроста и моќта на незините градители. И нивната слава вечно да ја пренесуваат, односно да се пренесува од поколение до поколение. Кутрите ништожни луѓе. Меѓутоа влезот до небото не е таму и не е на таков начин. Кажавме која е вратата, каков е влезот, а Псалм 77 ќе ни открие малку повеќе. Псалм 77, 13 стих. За жал, нито овој, нито ревидираниот превод не е баш најсоодветен. А еве ќе го прочитаме и како гласи тука, па и како е во суштина стихот. Псалм 77, 13. О Боже, свет е Твојот пат. Кој Бог е толку голем како нашиот Бог? Би требало да стои Твојот пат, о Боже, е во светилиштето, во светињата. И зборувавме веќе неколку теми, имавме некој известно време, пред месец, може и повеќе беше, не се сеќавам точно, токму за светилиштето
И токму светилиштето представува еден пат до средба, до повторна средба со Бога. Тоа е вековна и од секојаш желба Божја. Поради настанатото одвојување, тој сака повторно да се сретне со нас. Затоа што не љуби, затоа што сака да биде со нас. И токму светилиштето е тој пат, преку сите тие символи, зборувавме доста за тоа, и тоа еве да ја видиме портата, влезот на светињата. Излез 26 глава. Излез или 2 Мојсеева 26 глава. Ќе читаме од најнапред 31 стих, иако овде се опишува третиот влез, односно влезот кој што бил помеѓу првиот и вториот дел од светињата, помеѓу светињата и светињата на светињата. Немало некоја голема разлика од завесата, која што всушност представувала врата на, значи, таа завеса која што ги делила светињата на светињите, онаа што била како влез во светињата и онаа која што била главна како влез во предворието на светињата. Нема некоја позначајна разлика, освен што овде имало извезени херувими на оваа завеса. Значи 31 стих, направи завеса од љубичесто или сино, црвено и темно црвено предено и од препреден лен. Нека се навезени херувими врз неа. Потоа одиме во 36 стих од истата глава. Ова е сега влезот во шаторот, како што вели, значи во светињата, вториот влез. А на влезот во шаторот направи завеса од љубичесто, црвено и темно црвено предено и од препреден лен, везан со вез. Че не гледаме некоја разлика, освен што овде ги нема херувимите. Сина, црвена и темно црвена, односно, да, сина, црвена и пурпурна боја, со други збори, темно црвена. И еве го сега влезот, главниот влез во светињата, 27 глава излез, 16 стих. За влезот во дворот везана завеса од 20 лакти, од љубичесто или сино, црвено и темно црвено, односно пурпурно предено и од препреден лен и со своите 4 столба и нивните 4 подножја. Сега малку да се позанимаваме со ова платно, со ова завеса. Што представува сината боја? Кој знае колку пати сме зборували за тоа. Еве ќе отвориме во Броеви 15 глава. Броеви 15 глава, 37 до 39. Господ му рече на Мојсија, зборува им на израелевите синови, рече им нека прават реси на рабовите на своите облеки од род до род, а за ресата на секој раб нека врзува сина врвца. Ке имате реси за да ве подсетува погледот врз нив на сите Господови заповеди. Исполнувајте ги, а не се занесувајте со своето срце и со своите очи, што толку лесно ве заведуваат во неверие. Така ќе се исполнувате за сите мои заповеди, ќе ги исполнувате и ќе бидете свети пред вашиот Бог. Јас сум Господ вашиот Бог, кој ве изведе од египетската земја, за да ви бидам Бог. Јас, Господ вашиот Бог. Сината боја е символ на послушност. Не случајно ова сина врвца, затоа што знаете, зборувавме дека самиот закон бил напишан на 2 камени плочи и тоа од камен сафир. Син сафир, нормално. Што е со пурпурната боја? Она темно црвена, како што е овде запишено. Евангелие по Јован 19 глава. Јован 19 глава 2 стих. Во каква облека го облекле исмевајки го Христа? 19 глава 1 и 2 стих. Тогаш Пилот го зеде Исуса и го бичуваше, а војниците исплетоа венец од трња
кој што требало да представува круна царска, му го ставија на главата и го наметнаа со пурпурна облека. Пурпурната облека е всушност царска боја. Или го правеле цар, се изигравале со него, јудајски царе. И затоа го облекле во оваа пурпурна боја. А што е со црвената? Псалм 22:6. На многу нешто асоцира, нели, црвената боја, меѓуто еве и самиот стих ќе каже многу. 22:6. Псалм 22:6, оној псалм кој што Исус почнал да го цитира на самиот крст. 6 стих. А јас сум црв, а не човек, срам за луѓето и презрен од народот. Ете, таа црвена боја добивале од еден тип на црви во тоа време. Па не е ништо ни чудно да и црвот кај нас добива име од црвен, односно црвената боја, или од црвот. Токму од тој црв, од кој што е добила и црвената боја. И ова е символ на понизност, на жртва, на крв. Или крвта асоцира повторно на жртвата. Црвот, понизност, пониженост. И белиот лен, кој што за него не треба многу да зборуваме, тоа е Христовата праведност, кој што така бил присутен, ако забележавте. Сега, да отвориме во Филипјаните 2 глава. Филипјаните 2 глава. Послание до Филипјаните 2 глава од 5 стих. Имате во себе истата мисла, истиот ум, Христовиот ум, кој беше во Исуса Христа, кој иако во Божје обличие, не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бога. Туку се лиши сами од себе си и зеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето. Се понизи себе си. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе, повторно, и стана послушен до смрт, послушност. Дури и до смрт на крст, жртвата. Понизност и послушност и жртва. И знаете што сето тоа прави? Значи да направиме на равенка понизност плюс послушност плюс жртва еднаква на цар. Што како продолжуваат следните стихови. Затоа, токму поради тоа што се откажа од небесата, се лиши од сето тоа, стана како еден од нас, се понизи, стана слуга и послушен беше дури до самата смрт на крст, токму поради тоа Бог го превозвиши и му подари име. Вака се добива слава и чест, а не како оние во Вавилон. Што е над секое име, еве го прославувањето, и во Исусовото име да се поклони секој колено на оние кои се на небото и на земјата и под земјата, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ за слава на Бог Таткото. Како Бог се прослави? Како Исус се прослави? Се зацари. Откако претходно се лиши од небото, се понизи и беше послушен и се даде како жртва. Видите каква е символиката, значи, на сите овие бои, од кој што била направена таа порта, тој влез во светилиштето, кој што не е никој друг освен Исус. Гледаме тука целокупниот негов живот на земјата. Ако измешате сина, боја, значи онаа која што е символ на послушноста, и црвената, која што е символ на жртвата, на понизноста, кој што кажавме, тогаш сина и црвена добивате темно црвена боја, односно таа пурпурна.
Да отвориме сега во Евангелие по Јован, 10 глава. Јован, 10 глава. Први стих. Што вели овде Исус во главата кој што носи наслов Добриот пастир? Вистина, вистина ви велам, кој не влегува низ вратата во овчарникот, а прескокнува од друга страна, тој е крадец и разбойник. Сите оние кои што се обидуваат да влезат поинаку, преку некој поинаков влез, или во овој случај скокаат преку оградата на овчарник, на тралото, значи. Сушност се крадци и разбойници. Бог ги смета за крадци и разбойници. Да читаме 9 и 10 стих од истата глава. Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене, ќе биде спасен. Ќе влегувајќи, излегувајќи најде пасиште. Крадецот влегува само да украде, да заколе и да погуби, а јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно. Ако сега зборуваме што всушност представува таа ограда, односно трло, значи трлото е оградено, што е всушност таа ограда, ќе дојдеме до заклучок дека тоа е Божиот закон. Овие во Вавилон тргнале да му прекусат на Бога, сакале да обезбедат некој свој влез, свој начин, свој пат до небото, кршејќи го моралниот закон. Денеска е истото, таа недоградена вавилонска кула, која што се наоѓа среде Европа, и тој систем, кој што сакале неки или ни го наметнуваат, и повторно, колку е морален тој систем, да ја прашам. Ни продаваат морал, не ставаат во некој систем во кој што ќе бидеме морални, ќе бидеме чисти, ќе бидеме... Не. Тешко лицемерие се гледа таму, во тој систем. Тоа е човечката несовршеност, тоа е пркусот против Бога. Меѓутоа, единствениот влез е преку вратата во трлото. Инаку сме крадци и разбойници. Еве што вели Копнежот на вековите, повторно. 367-368 страна, повторно ги кажувам страните од овој новиот превод. Христос е вратата на Божието трло. Низ таа врата влегле сите негови деца од најрани времења. Во Христа, како што е прикажано во сликите, како што е прикажано во символите, значи како што е прикажано во светилиштето, како што е манифестирано во откровенијата на пророците, како што е откриено во поуките дадени на неговите ученици и во чудата извршени за човечките синови, тие го гледале Божето јагне, кој ги зема на себе гревовите на светот. И преку него се примени во трлото на неговата благодат. Многумина изнесувале разни други нешта во кои треба да има вера светот. Измислувале церемонии и системи преку кои луѓето се надеваат дека ќе примат оправдание и мир со Бога и дека така ќе добијат пристап во неговото трло. Но Христос е единствениот влез и сите кои поставиле нешто друго наместо Христа, сите кои се обидуваат да влезат во трлото на некој друг начин, се крадци и разбойници. Сите оние кои што сакаат да го тргнат Христа, да постават некој свој систем на спасение, сушност се крадци и разбойници. Филозофите и учителите во сите векови му презентирале на светот теории за да ги задоволат потребите на душата. А да е една душа, а да е една потреба. Како ќе ги задоволиш потребите на толку многу души? Зато има многу филозофии, зато има многу верски заедници, зато има мноштво системи. Секој незнабожечки народ имал своји големи учители и верски системи кои нуделе некој друг начин на избавување, но без Христа, одвраќајќи ги очите на луѓето од лицето на таткото, внесувајќи во човечките срца страф од оној кој им давал само благост. Да, денеска цели верски системи го представуваат таткото како оној кој што едва чека да ве казни. Едва чека да сгрешите на нешто. Па, измислиле вечен оган, вечни маки, да ве држат во страв.
Нивното дело било да го лишат Бога од она што е негово и со создавањето и со откупувањето. Овие лажни учители го подкраднуваат и човекот, че го крадат. Всушност, вие крадат среќата, вие крадат животот, всушност, таквите системи и лажни науки и религии. Милиони човечки суштества робуваат на лажни религии, во синџирите на робскиот страв. Подсетете се само на Мартин Лутер. Сте огледале филмот. Печатливи се тие моменти, или тоа негово коленичење по тие пилатови скали тамо во Рим. И моментите кога тој ќе се освести дека всушност праведникот од вера ќе живее. Какво робување било тоа? Какво измачување? Каков бил тој систем за да се стигне до спасение, до небото? Мачеки се како животни кои се впрегнати или натоварени, лишени од надежта, радоста или тежнењето во овој свет и чувствувајќи тивок страф од еднината. Единствено Евангелието на Божјата благодат може да ја издигне душата. Размислувањето за Божјата љубов, откриена во жртвата на Неговиот Син, ќе го допре срцето и ќе ги разбуди силите на душата, како што не може ништо друго да го направи тоа. Христос дошол да го обнови Божиот лик во човекот. И секој оно што ги одврќа луѓето од Христа, ги одврќа од изворот на вистинскиот развој, тој ги лишува од надежта, целта и славата на животот. Секој таков е крадец и разбойник. Ке се сложиме, ги има многу крадци и разбойници. Меѓу тие многу има и некои познати библиски ликови. Јован 12 глава 6 стих. 12 глава 6 стих. Јован 12:6. Тоа го рече Јуда, не дека се грижеше за бедните, туку зашто беше крадец. Кај него беше ковчежето и земаше од она што пуштаа во него. Не само во овој смисол Јуда бил крадец. Еве да видиме, да прочитаме малку нешто околу неговиот лик, неговиот карактер. Видите како бил Јуда. И тој си имал своја религија направи сам. Јуда бил високо ценет од страна на учениците и тој имал големо влијание врз нив. Самиот тој имал високо мислење за своите способности. И на своите браќа гледал како на многу поинфериорни од него во поглед на расудувањето и способностите. Една карактеристика. Сите други се инфериорни во однос на него. Тој високо се ценел, високо ги ценел своите способности. Тоа се луѓе кои што едноставно бараат своја слава, име, чест. Јуда бил слеп за собствените слабости. Знаете, со ова претходното заедно овде. Ако вие високо се цените, тоа ќе видите, колку по-високо се цените самите себе си, толку по-слепи ќе видите за своите слабости. Понатаму, на Јуда не му се допаѓале често повторуваните Христови тврдења дека неговото царство не е од овој свет. Тој испланирал една програма на работа и очекувал Христос да постапува според неа. Значи, Јуда си има своја замисла за Царството Божие и очекува Христос да постапува според таа негова замисла. Според неговите планове, Јован Крстител требало да биде ослободен од затвор. Но ете, Јован бил погубен. На Јуда било чудно како тоа Исус дозволи Јован, големиот пророк, да биде погубен. А Исус, наместо да го потврди своето царство, своето царско право и да ја одмазди Јовановата смрт, се повлекол со своите ученици во едно место во внатрешноста. Јуда посакувал една поодлучна борба. Мислел дека делото би било поуспешно кога Исус не би ги спречувал учениците во остварувањето на нивните замисли. Не само што тој сакал своите замисли туку да ги оствари, туку ги поттикнувал и другите ученици да тие ги остварат своите замисли. Без оглед на учењето на Спасителот, Јуда постојано ја истакнувал идејата дека Христос ќе владее како цар во Ерусалим. Сакал светско царство.
светско владење, како што мнозина денеска сакаат. Тој бил оној кој ја поттикнувал замислата Христос на сила да се прогласи за цар. Еве друго нешто. Христовиот јавен говор во синагогата во врска со лебот на животот, оние стихови што од Јани денеска ги слушнавме, биле пресвртница во историјата на Јуда. Што се случило во тие мигови? Не само тој, мнозина престанале да одат по Исуса, да престанале да бидат негови следбеници. Тој ги слушнал зборовите. Ако не го јадете телото на Синот човечки, ако не ја пиете неговата крв, нема да имате живот во себе. Сватил дека Исус не нуди земни, туку духовни благодети. Еве што сакал Јуда. Еве кон што биле насочени неговите замисли. Кон земски благодети, земски придобивки. Кога сватил дека Исус нуди духовни, батале. Сметајќи се за далеку сежен, заклучил дека Исус никогаш нема да дојде до чест. И дека нема да може да обезбеди високи позиции за своите следбеници. Меѓу кои високи позиции, нормално тој се ставал. Затоа одлучил да не се врзува многу за Христа, за да не може да се повлече. Одлучил да внимава, така и направил. Дали може би некојаш проблемот кај нас се крие токму во ова? Гледајќи дека немаме никаква придобивка од Христа, ние се држиме на некоја дистанца, не сакаме целосно да му се предадеме. Внимателни сме. Немаме доволно доверба. Од време на време давал израз на сомневање, од време на време давал израз на сомневањата, кои создавале збрка кај учениците. Видите се овој пасос е доста значаен. Воведувал расправи и завидливи мислења, повторувајќи ги доказите кои книжниците и фарисеите ги изнесувале против Христовите тврдења. Сите мали и големи неволи, тешкоти и привидни препреки кон напредокот на Евангелието, Јуда ги толкувал како доказ против неговата вистинитост. Истакнувал во Светото писмо текстови што немале никаква врска со вистините кои Христос ги презентира. Се сретнале некојаш вакви луѓе, кои што чепкаат таму некаде, ќе исчепкаат некој стих и се бават со неважни работи, а Евангелието го запоставуваат и оно што е суштинско за нивниот живот. Овие текстови, издвоени од целината на својот контекст, создавале кај учениците забуна и зголемувале малодушноста која постојано ги притискала. Видите што правил Јуда. Меѓутоа Јуда го правил сето ова на таков начин што изгледал дека тој бил совесен човек. И додека учениците барале докази што ќе ги потврдат зборовите на големиот учител, Јуда речечи незабележено ги водел на друг пат. На својот пат. Религија направи сам. Вавилон. А пошто денеска ги имате многу вакви, многу патишта, и затоа имате таа збрка, Вавилон. Така на многу религиозен и привидно совесен начин Јуда ги прикажувал вистините во поинаква светлина од она во која Христос ги изнел и на неговите зборови им припишувал значење какво што тој не им давал. Со своите навестувања постојано потикнувал амбиции на земни почести. Тоа е оно што го интересирало него. Одвојувајќи го на тој начин вниманието на учениците од она за што требало да размислуваат. Од духовните нешта. Препирањата за тоа кој треба да биде најголем, обично ги започнал и потикнувал токму Јуда. Затоа што тој е бил оној кој што сакал да биде најголем. Еден од тие. Јуда е крадецот. Еве, и во која поинаква смисла. Јуда е крадецот. Јуда ја крадел радоста, ја крадел надежта на учениците Христови и на мноштвото други, создавајќи забуни, сумничења во Евангелието, во исказите што Христос ги кажувал, вистините што ги пренесувал на луѓето. Сакајќи да воспостави свој пат
свој начин на спасение. Да влезе ни некоја своја врата на небото. И тоа единствено Христос е таа врата. Единствено Христос го направил тој спој на небото и земјата. Значи таа скала што Јаков ја видел. И збор 2 заварава, а заварава се вели во Библијата дека е разбойник. Тој човек тврдел дека е Месија. Тврдел дека е овластен да воспостави ново уредување во светот. Но што ви личи ова? Нов светски поредок. И да го насочи во добар правец, просперитет, успех, благосостојба на планетата Земја. Со тоа не лажат. Со тоа не занимаваат. Ново уредување во светот. Извамен од сатаната, тврдел дека се она што ќе го приграби со кражба и разбойништво му припаѓа нему. Правел прекрасни чуда преку сатанска сила, стекнал приврзаници меѓу народот и го поттикнувал народот на бунт против римската власт. Прикривајќи се под наметката на верско воодушевување, тој всушност бил закоравен и безнадежен злосторник, склон на бунт и суровост. Го видовме крадецот, го видовме разбойникот, кои што сакаат земски почести, сакаат да воспостават ново светско уредување, да изградат свој правец, свој систем на спасение. Меѓутоа не е возможно. Единствено Исус е таа врата. Единствено Исус, преку Исуса се влегува на небото и до спасението. И сега, на крајот, ќе отвориме во Евреите 10 глава. Евреите 10 глава. 19 и 20 стих. Ова не е обид да се одговори на она прашање што Јани го постави околу кинењето на завесата. И тоа е еден начин на размислување. Евреите 10, 19 и 20. И така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светињата преку крвта на Исуса, кој не го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело, и откако го имаме врховниот свештеник над Божиот дом, да пристапиме со искрено срце во полна увереност на верата. Со срце кои преку попрскување се очистени од зла совест и со тело измиено во чиста вода. Дали забележавте 20 стих? Првен ќе кажам вака, всушност 19-тиот. И така, браќе, кога имаме смелост да влегуваме во светињата, знаеме што е светињата и знаеме дека во светињата кој влегувал? Свештеникот, просвештеникот. Со смелост влегувал? Секавате како влегувал? Со страв. А видите, овде Исус обезбедил смело влегување во светињата, и тоа овде поточно се мисли во светињата над светињите. Оне му каже што Бог вели ќе се сретнам повторно со вас. Тука е средбата. Во на најсвето место. Смело преку крвта Христова, нормално, никако поинаку, и првосвештеникот не може да влезе без крв во светињата. Сега секој смело може да влезе, има пристап преку Христовата крв до Бога Отецот. И на кој начин? Тој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата. Сега станува збор за онаа завеса, која што ги одвојува светињата и светињата над светињите. Значи Исус го обезбеди влезот низ таа завеса и сега вели стихот односно неговото тело. Несомнено стихот завесата ја поистоветува со Христовото тело. Се е интересно. За кое тело станува збор? Евреите 5.7. Тој, Христос, значи, се однесува на него, во деновите на своето тело му принесе молитви и молби со силно викање и солзи на оној кој можеше да го спаси од смрт. Ова е слика на Гециманија. Во деновите на своето тело, во деновите кога Христос беше на земјата,
во тоа тело, во таа телеса, во таа човечка природа, за која што, може би, не е на одмет и да ги прочитаме од 2 глава на посланието до евреите и овие 2 стиха, за да го заокружиме сето ова пред се за оние кои што ќе не гледаат. Значи, евреите 2 глава 14-17. Бидејќи пак децата имаат учество во месото и крвта, така и тој, Христос, зеде учество во истото тоа, во истата крв, во истото месо, истата природа. И 17 стих. Зато требаше во се да стане како своите браќа, за да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога и за да изврши помирување за гревовите на луѓето. Христос можеше да стане во се, за да го изврши и помирувањето, а и за да стане тој првосвещеник, кој што ден денеска ни служи и посредува за нас. Значи, тоа тело, тоа негово тело, таа завеса всушност е неговата човечка природа. Преку таа негова човечка природа, тој ни обезбеди влез смело до Отецот, во светињата на светињите. Нема веќе поделеност, раздвојување со Отецот. Нормално, гревот беше крив за тоа одвојување. На кој начин го направи ова Исус? Да се сетиме повторно на скалата. Како велеше цитатот? Едниот крај од скалата допира до самата земја, а другиот до самото небо. И немаше да има спасение ако таа скала беше пократка и не допираше до самата земја. Тоа е Христовата природа, она што тој го направи, во таа природа обезбеди спасение за нас. Римјаните 8 глава, овие стихови во неколку наврати ги читаме, меѓутоа еве во контекст на ова што го зборуваме да ги прочитаме уште еднаш. Римјаните 8 глава, 1 стих. И така сега нема осудување за оние кои се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Овие се оние кои што се оправдани. Нема осудување за нив. Осудата е тргната. Зошто? 3 стих. Зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, законот не може да спаси. Ниту пак човекот во својата грешна природа не може да го држи законот, невозможно е. И токму заради тоа, заради таа слабост, Бог го изврши, испраќајќи го заради гревот, својот син во обличе слично на грешно тело и поради грев го осуди гревот во телото. Што направи Бог? А тоа беше неговата мисија. Вика Јован 3 глава, Бог не дојде за да му суди на светот, туку да го спаси. Бог дојде да го осуди гревот. И сега, за жал, оние кои што ќе останат прилепени со гревот, на крајот и тие ќе ја понесат осудата заедно со гревот. И Исус во таа грешна природа, во тоа своје тело и токму на крстот, што направи? Го осуди гревот. Гревот е осуден, тргната е таа завеса, тргната е таа препрека меѓу Бога и нас. И ние смело, со вера, прифаќајќи ја таа негова жртва, можеме да влеземе во светињата на светињите и да се сретнеме со нашиот Бог. Ете зошто само Исус е Спасителот. Ете зошто само Исус е таа врата и влез до небото, до спасението и никој друг. Затоа што никој друг не го направи ова. Исус го стори тоа на крстот Голготски. И нормално едно од другите значења кои што е запишено во Копнежот на вековите е дека завесата се растепила точно во моментот кога Исус издивнал на крстот, кога умрел, значи го испуштил духот, од едноставна причина што храмот престанал да биде свето место. Така вели Елен Вајт. Светињата на светињите веќе не е свето место. Па како и би било кога истите тие свештеници ќе го распнат светиот на Голготскиот крст. Храмот бил тогаш самиот Исус. Сеќавате кога вели можам да го разрушам и за 3 дена повторно го подигнам храмот, мислејќи на своето тело. И тоа има свое значење. Меѓутоа и ова што го спомнавме, Христос е оној кој што го осудил гревот во телото
И тогаш се растепило тоа платно. Од озгора надолу, Елен Вајд вели дека тоа е истата рака која што ја запишала онаа осуда за Валтазар над зидот, истата таа рака го растепила платното. Затоа што човек и не можел да го растепи тоа платно, неверојатно дебело било. И направено така да нема шанси да го раскинете. Бог го направил тоа на тој начин, покажувајќи дека Исус со својата жртва го осуди гревот и ние имаме слободен пристап до Отецот. Само преку неговата крв, само преку неговата жртва. Ете зашто само Исус е Спасителот, ете зашто тој е вратата на небото. Таа Божја врата. Ако забележавте тамо Јаков, кога таа вечер во сон ја видел таа скала и сеќавате што вели тамо. Не знаев дека Бог е овде на ова место, и го нарече тоа место, значи ветил, местото ветил, Божја врата, односно Божји дом и небесна врата. Овде има една друга врска и друго значење за кое што можеме некојаш друг пат ќе зборуваме. Меѓутоа, сака да каже овој стих дека Божјиот дом, црквата Господова, треба да биде небесна врата. Врата кон небесата за сите оние кои што доаѓаат. Да се запознаат со Христа, да ја прифатат неговата жртва и да дојдат до спасение, затоа што единствено само преку него е возможно спасението. Нека му е слава на Бога за Исуса Христа пред се за сето она што го направил.